Владата подитно да им помогне на оризопроизводителите. Во спротивно не се тргаме од блокадите, порача оризарите од Кочанско, кои утринава неколку часа ја блокираа едната коловозна лента од регионалниот пат Штип-Кочани. Тие побараа премиерот да си остане на ветувањето што им го дал пред 2 недели, дека оризовата арпа ќе се откупува по 25 денари. Оризо не се откупува и се откупува од 16 до 15 денара. Со одбив 4%, и за превоз 7 денар, ние фактички оризо е 14 денара. Ние на премиерот више не веруваме, мислиме дека се е стабилизирало и дека не лаже. И тоа испадна дека е голем лажко. Денешниот протест помина без инциденти. Полицијата со кордон ги чуваше земјоделците, од страв целосно да не го блокираат патот. И ова што денес го гледате е голем срам. Значи, нигде во светот не постои некој да не го заштити земјоделецот. Обеќаше и министерот, обеќаше и премиерот, обеќаа сите дека ќе помогнат. Никој не помага на овој земјоделец. И во овие избори сега, во оваа изборна кампања, кога сега се нема слух за земјоделецот, да се помогне, а се дават средства за друго, не знам кога може да се помогне на овој земјоделец. Имаме 7 хектари, имаме залих плани, уште не можеме да продадеме. И сега не можеме и да жнееме, комбањерите нема да жнеат, немаме пари да ги платиме. Без пари никој више неќе да жнее. Сакат пари на дајамата да му дадеш на човек. Лутион дава пари за нафта, за комбајнерот си го спрема за дело и за тоа. И без пари вика, брат, не ти жнеам. Откуп има, но декларативно. Оризовата арпа ја достигна најниската цена до сега. Се продава по символични 15 и 16 денари. Почнав да сежам како ние да одиме напред со ова цена. Ова е буквално за нас, како да кажам, пропаст. Ние пропаѓаме, удно пропаѓаме. Еве сега ѓубрето ми кажува шалитрата 1800 денари, урејата 2200. Па како ја да земам, да уложувам, да сеам, да работам, кога треба да вадам све што имам од джеб. А буквално веќе нема пари. И додека за премиерот денешните протести се партиски, а 98% од земјоделците што излегоа да протестират биле преседатели на местни комитети, од самостојниот земјоделски синдикат бараат владата да изнајде начини да им помогне. Побараа до крајот на октомври да се изврши целосна исплата на основните субвенции, како и да се овозможи откуп за стоковите резерви. Земјоделците, поготово оризопроизводителите, се соочени со проблемот како да опстојат. Значи, има дел од залихи од минатата година, немат никакви приходи и значи не можат да ги сервисират текущите обврски. Социјално најзагрозена категорија на луѓе во државава се оризопроизводителите во момент. Оризопроизводителите протестите ги ставаат во мирување. За утре најавија средба со министерот за земјоделие.